Цивил медија. Благодарам за поканата. Ви честитам 20 години постоење. Цивил е еден од оние партнери кои што со фондацијата, не само грантисти, туку партнери, во многу битки и борби обстојала или заедно сме ги извојували или сме ги изгубила. И имаме нешто подолго паметење и соработка баш 20 на години. Кога размислував што да зборувам, 3 минути ми избега од фокусот, сега ќе се обидам да се сконцентрирам така, размислував на темата меѓу стремежите и реалноста и тука на листата на стремежи во однос на граѓанското општество и неговите стремежи имаше бројни работи, на листата на реалноста исто така. Ако навлезам во секој од нив, мислам дека ќе изгубиме драгоцено време. Ќе се прифрлам на постигнувањата, предизвиците и перспективите. Граѓанското општество во целина, не само невладините организации, во изминативе 20 па и повеќе години покажа една сериозна зрелост, една сериозна агилност, една сериозна посветеност на тоа што е нивна автохтона мисија и визија, и тоа го покажа во неколку клучни, критични развојни точки од нашата држава. Еве ќе почнам од сериозноста и гласот на разумот за време на кризата 2001 година, преку сета битка единствениот, ако не единствен редок глас за време на режимот во изминатите 11 години, односно минус 2 па 11 назад, како главен носечки столб во уривањето на се она што значеше корумпирано и недемократско владење, како актер кој што беше државен непријател број 1 и прогонуван заради тоа, во некој кој што успеа да се наметне како посакуван и еднаков на власта во креирањето на политиките. И сега доаѓам до предизвиците, бидејќи до тука сме стасани во постигнувањата. Точно е дека изминативе 2,5 години се многу различни од тоа какви беа оние претходно 11. Тоа не можеше да не влијае на граѓанските организации. Граѓанските организации, клучниот предизвик со кој што се соочија, беше да со отварање на вратите на институциите и нивната покана да учествуваат реално и активно во процесите на креирање на политики, требаше да направат еден шифт од она што значи борба и залагање за стапување на улица, кое што траеше прилично долго, воседнување на маса со институциите и знаења потребни за да се разговара од таа перспектива со институциите. Не велам дека ги немаме. Ги имаме, успеавме да се наметнеме и тоа е еден од постигнувањата, можеби од понова ера од ова After Christ. Тоа е дека, би рекла, над 20 на клучни законски и стратешки документи се иновирани со решенија и залагања на граѓанските организации. Не сакам да ги набројувам. Од Законот за антикорупција, преку Законот за антидискриминација, Законот слободен пристап до информации до јавен карактер, стратегиите за реформа на правосудство. Ке кажете да, тоа се стратешки документи, glossy papers. Да, меѓутоа содржината внатре, ако ја погледнете, ќе видите дека таа отсликува тоа за што сме се залагале изминатите 15 години, и тоа јас го сметам за исклучителен успех. Вториот предизвик со кој што се соочуваме во моментов е градење на сериозни врски, солидарност, вмрежување, а со тоа и поголема гласност, и тогаш кога зборуваме внатре во институциите, но и тогаш кога зборуваме и особено кога зборуваме надвор од институциите. Кога размислував за тоа кога бевме најсилни и најсплотени, практично бевме најсилни и најсплотени тогаш кога ни беше најтешко. Тогаш кога бевме во неизвестност како ќе се разбудиме следното утро, дали во својот дом или некаде на друго место. И тогаш пркосот, бунтот, солидарноста, без разлика на разликите по различни основи, беше најголема. И сега се прашувам, ни треба ли нова таква закана, за да смогнеме сили да обезбедиме таква мобилизација и солидарност. Ви благодарам. Цивил медија.